Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на отворениот ден Укло и пријателите 2026 извонредност и кариера. Настан со кој Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола го одбележа 25 април, денот на своето основање. Настанот се одржа на 24 април 2026 со едночасовна специјална програма исполнета со разговори и музика. Се славеше знаењето, извонредноста, креативноста и заедништвото на нашиот Укло. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Укло ФМ Битола ќе имате можност интегрално да го проследите целиот настан. Отворениот ден на Универзитетот беше и своевиден отворен радио ден, со кој се прослави 15 годишнината од постоењето на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, непрофитно радио на Укло, медиум, глас на студентите, на професорите, медиум со кој Академијата излегува од факултетските амфитеатри и предавални. Програмата започна со студентски и средношколски радиогласови. Ги слушаме Елена Ѓоргиевска-Костадиновиќ, една од првите соработници на Укло ФМ Битола, сега веќе алумни на Педагошкиот факултет во Битола, потоа Максим Ристевски, апсолвент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, кој веќе 2 години е дел од редакцијата на Укло ФМ, и Вања Арсич, ученик од Средното општинско училиште Гимназија Јосип Броз Тито во Битола. Започнав како студенти, така што предизвикот и мотивацијата од професорите, кога ми рекоа, Елена, знаеш што, се отвора радио. Мислам дека одговараше твојот глас, интонација, дикција одговара токму за да бидеш дел од радиото. Јас реков, јас во радио, и покрај фактот што тогаш се уште возбудена ја добив наградата Владимир Костов за краток расказ, исто така наградата за најдобар оратор. И некако се надолу се рекол, ајде пак е пробувам, зашто да не? И така се започна. Започнахме заедно со колегите, но ништо во мене тлееше, дека сакам да направам нешто свое. Ја прашам, Сонја, но дали може да имам своја радиоемисија? Да, не нешто те интересира. Содржи ли му за личен разговор? Како не би слободно? И мислејќи се како да наставам емисијата, ја наставив според една песна од мојата прва стихоспирка, чиј рецензер беше професор Виктор Андоновски, Лабораторија на идеи. И Лабораторија на идеи траеше 9 години на Универзитетското радио. Така што ето уште една од поважните важни настани што беше јасминивме Јасен Зда, приказната Снежана и седмите чучиња. Тоа беше едно најдавни работ. Инаку да не зборувам за новите настани, фестивалскиот настан или браќата Манаки, многу, едноставно многу да се зборувам. Елена, на кратко уште, кои се за тебе придобивките од твоето работење, да речеме во Универзитетското радио Укло ФМ? Многу големи, да бидам искрена. Како што започнав во радиото, така да продолжив и моето работно искуство во регионалната телевизија Нега, каде што работев или како новинар, водител на телевизијска програма на вести или што уште не. И една од најважните работи што го започнав со авторски подкаст за личен раст и развој, Елиезер Оправдено. Станува збор за содржини за трансформација на нашиот живот, преку обновување на нашиот ум. Тоа е една од важните работи во мојот живот, така што е за сите оние кои што ги интересирате, слободно пребарите на Google или на YouTube и го најдете во мојот подкаст. Елена, ти благодарам. Микрофонот се годи во рацете на Максим Ристевски, ви ќе кажете, тој сегашен соработник во Универзитетското радио Укло ФМ Битола, па еве и тој да ги сподели своите искуства или да ни каже што за тебе, Максим, значи работењето во Укло ФМ. Кога почнав да работам во Универзитетското радио, искрено не знаев што да очекувам.
радиото ми кажа како нешто сериозно и одговорно и тоа наистина е. Но брзо сватив дека Укло FM е место каде што младите добиваат шанса. Процесот на подготовка на емисиите ме научи на многу работи, ме научи на трпение, на одговорност, да истражувам повеќе, да пишувам репортажи, да застанам пред микрофон, пред аудиториум и сватив дека радиото е сушност емоција. Начинот на кој раскажуваш приказната, интонацијата, гласот, сето тоа го прави слушател да се чувствува како да е дел од таа приказна. И да се биде дел од ова радио значи да си има простор за учење, за креативност и личен развој. Радиото не е само место за снимање, значи тоа е средина во која всушност се гради одговорност, се стекнува самодоверба, се раскажуваат филми, приказни и наравно се работи како тим. Практично, која би била и твојата порака до твоите колеги и студенти, кога се работи барем за универзитетското радио Укло FM? Мојата порака до Укло студентите и до моите колеги е да не се двоумат и да се вклучат, да станат дел од ова радио, бидејќи нуди многу одлични можности и ќе стигнат многу добри искуства, ќе развијат вештини кои ќе им бидат корисни во понатамошниот живот. Едноставно кажано, ќе ја почувствуваат всушност магијата на радиото. Тука ќе го завршиме со убава мисла разговорот со тебе, а сега да го слушнеме и Вања Арсик. Веќе кажав, Вања е ученик во Средното општинско училиште, гимназија Јосип Броз Тито. Вања го запознав минатата година при подготовката на перформансот Слово љубве како заедничка соработка меѓу гимназијата и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, проект реализиран како заедничка соработка, нели, а како дел од државната програма за одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Вања, за тебе прашањето. Во ова време, кога се вели дека имаме напредна технологија, дека младите не ги користат традиционалните медиуми, можем ли да кажеме дека Универзитетското радио Укло FM го побива тоа мислење, имајќи по предвид дека во радиото како соработници доаѓаат и основци и средношколци? Видете, апсолутно сметам дека Укло FM е доволен, дури повеќе од доволен доказ дека младите едноставно бараат слобода, бараат слободно изразување, бараат медиум во кој можат да се променат едноставно. И исто така сметам дека во ова денешно време на брза комуникација, на дигитална комуникација е многу важно да се има ваков медиум каде што би може искрено да се изјават, да се изразат младите и да се искаже некој став нормално. Тоа што видат основци и средношколци, тоа ме радува и тоа е доказ исто така дека со тоа што идат тие деца, да речеме, Укло како радио нуди услови, нуди шанса да се подаде на тие млади личности, тоа што е земе како за пример Слово љубве, што беше перформансот, доволно докажа дека на младите е битно да се даде шанса, да се даде сцена. Не само театарска, туку и медиумска. Значи, секаква сцена ќе биде доволен поттик за младите да напредуваат во кариерата, општо. Вања, можеме ли да очекуваме како виден соработник на Универзитетското радио Укло FM? Апсолутно да, ми било чест и задоволство да бидам соработник на радиото и сум отворен на секакви колаборации. Во секој случај да очекуваме како наш соработник и благодарам за вашето учество во денешната програма. Благодарам и вам. А сега да кажеме дека заедно со нас нормално е и првиот човек на универзитетот кој со својот тим е во следниот момент нели ја реализира современата визија на универзитетот, заедно со нас ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, ректорот да се надоврзиме на оно што значи Укло FM и универзитетот. Укло FM има целосна поддршка од универзитетот
Ваш став е дека радиото е моќен медиум преку кој се слуша гласот на студентите и академскиот кадар, но знаете да кажете дека радиото е своевиден хроничар на развојот на универзитетот. Да. УКЛО ФМ, радиото, ја има не само нашата административна и менаџерска поддршка како служба во рамките на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, која веќе 15 години успешно функционира, туку УКЛО ФМ е гласот на студентите и академската фела која ги прати општеството, ги прати вработените, ги прати сегашните идни студенти на еден неинвазивен начин. УКЛО ФМ е пријател на секој што го слуша, бидејќи е онај глас кој допира, а не го вознемирува. Ние живееме денеска во ера на така наречен дигитален шум, каде секојдневно сме бомбардирани со вести, со реклами, со кликни овде, кликни онде, посети ова, посети она. И тие настани често не вознемируваат. Радиото остана медиум кој што ве прати цел ден, ве информира, ве релаксира. Ако ви досади со едно копче го исклучувате, и затоа ја има и ќе ја има нашата поддршка. А како што рековте, радиото се емитува и преку интернет, може да го слушате било каде и да сте, а пред 2-3 години започна и со YouTube канал, значи е и хроничар, сите настани од минатото се на достапни на интернет. Епа токму и овој отворен ден ќе влезе во архивата на универзитетот, а кога зборуваме нели сега за отворениот ден, накусо ве молам да се осврнете на значењето на ваквите настани, на отворените денови. Универзитетот Свети Климент Охридски традиционално секоја година одбележува 2 дати. Едната е формална, академска, со свечана седница на Сенатот и ректорската управа, тоа е чествувањето на нашиот патрон. Тоа е вообичаено традиција која постои секаде. Но овој отворен ден има поголема важност за влијанието на УКЛО во општеството. Со овој отворен ден ние ги стекнавме нашите пријатели кои секоја година учествуваат во настаните. Да кажам, од тие пријатели се и најбитните луѓе во градот и пошироко. Да се заблагодарам на нивното присуство. Со нас е градоначалникот на општина Битола. Со нас е ректорот на универзитетот во Тетово. Со нас е професорот Петровски кој ќе ја добие и ректорската повелба. Годинава имаме уникатно, со нас е амбасадорката на Народна република Кина. Со нас е председателката на одборот за евалуација на високото образование во Македонија. А со нив сме и ние, со нас е директорката на гимназијата Јосиф Броз Тито со голема група на професори и ученици. А со нив сме и ние домакините, почитуваните проректори, декани, продекани, професорот Ангелевски кој што ќе ни презентира интересна презентација. Со нив се нашите студенти. Да не е овој ден интеракцијата помеѓу универзитетот и заедницата ќе биде формална, а денеска е пријателска, бидејќи на еден спрат подолу со нас се работодавачите, стопанството, ќе се дружат, ќе ги презентираат можностите. Значи, отворениот ден е фактички што ова ние може да презентираме за заедницата. Ректоре, уште на крај вашиот став за улогата на УКЛО во современото образование, поддршката за младите и дали овие иницијативи ја вклучуваат и УКЛО мрежата? Да, УКЛО, значи, ја има мисијата не само да образува, туку да ги мотивира младите да бидат
активни чинители на своето општество, да бидат совесни, да ја мотивира бизнис заедницата, да биде поприсутна во амфитеатрите и училниците на универзитетот, но и да ги мотивира властите. Ние со општина Битола имаме соработка која е историска и пионирска на ниво на Македонија. Таа соработка запиша на овој ист ден во оваа иста сала, само не отпростум со седење со градоначалникот кога го подпишавме меморандумот кој продолжи со серија активности. Овој ден е ден на добре дојде, каде што сите ги очекуваме да ни се вклучат во нашиот уклон. Ректоре, ви благодарам. Благодарам јас. Има над 30 истакнати организации и поединци, активни во заедницата на истражувањето и постојано се проширува. Уклон го препознава нивниот квалитет и нивниот придонес во глобалната научна заедница. Почитувани присутни, следува посебен академски момент. Уклон му оддава признание на доктор Горан Петровски од Уклон мрежата, офталмолог со меѓународна кариера и научни достигнувања, што представува дополнителна вредност за развојот на македонското високо образование и во тие рамки и на нашиот уклон. На почеток, кратка биографија за доктор Петровски, повикувам Јована Спасеновска, студентка на Економскиот факултет во Прилеп, да ве запознае со доктор Петровски. Јована, повеќе. Благодарам. Македонскиот офталмолог со меѓународна кариера, професор доктор Горан Петровски, е еден од водечките европски специјалисти за витроретинална хирургија, клеточни терапии и напредна диагностика на заболување на мрежницата. Доктор Петровски го раководи Центарот за истражување на очите на Универзитетот во Осло и Универзитетската болница во Осло, каде води проекти што ја комбинираат офталмологијата со најсовремената биотехнологија, 3D инженерството на ткивата и вештачката интелигенција. Како хирург, професорот доктор Петровски има извршено над 9500 офталмолошки процедури. Од операција на катаракта и третман на диабетички компликации, до најтешките витроретинални операции, како што се поправка на одлепување на мрежницата, отстранување на туги тела и напредна макуларна микрохирургија. Работел во водечки центри во Норвешка, Австрија, Словенија, Хрватска и Унгарија, постојано комбинирајќи клиничката пракса со транслационото истражување. Во февруари годинава професор Горан Петровски ја доби специјалната награда на Сдруженијето на офталмолошки хирурзи на Полса за револуционерни диагностички, научни и терапевтски иновации во офталмологијата. Наградата му е врачена на меѓународната конференција Ажурирање во офталмологијата, образование и пракса во Лублин, при што се истакнати неговите исклучителни достигнувања. Воено доби и медал за извонредни науки и соработка од градоначалникот на Лублин. Ова признание представува уште една потврда за високото ниво на македонските медицински кадри на светската сцена и за важноста од поврзувањето на успешните професионалци од диаспората со домашните академски институции. Особено значајно за академската заедница е што професорот доктор Горан Петровски од 2023 година е активен член на уклон мрежата, со што неговото меѓународно искуство и научни достигнувања представуваат дополнителна вредност за развојот на македонското високо образование и научно-истражувачката дејност поврзана со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Благодарам, Јована. А сега го повикувам ректорот, професор доктор Игор Неделковски, да ја врачи повелбата на професор доктор Горан Петровски за исклучителен придонес во науката и афирмацијата на уклон на меѓународно ниво, преку уклон мрежа. Придонес во развојот и напредувањето на македонското образование и научно-истражувачката дејност, поврзана со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Почитувани, како што веќе знаете од прославата на патрониот празник, за првите 3 години, односно за првиот мој мандат, јас како лично највисоко ректорско признание донесов одлука да одликувам
тројца пријатели на Уклом. Во декември беа доделени двете повелби на професорките Рената и професорката Анка за своите достигнувања во рамките на Колорс алијансата и научната работа, особено за примањето на Ден Шехман, Нобеловецот Ден Шехман, за член на нашиот универзитет, а денеска имаме чест да украдиме од оние неколку слободни дена што ги има професорот Горан Петровски, да дојде во Битола и да ја врачиме и третата повелба. Третата ректорска повелба е за неговиот придонес во Укло мрежата. Укло мрежата беше формирана како начин на поврзување на сите оние академски кадри, научници од овој регион, па и пошироко, кои не забораваат на своите корени и сакаат да придонесат. Тука предничеше професорот Горан Петровски, кој што не само што иницираше проекти со Укло, иако живее далеку во Осло, објавуваше огромен број научни трудови и стимулираше многу иницијативи. Затоа е третиот кој ќе ја добие оваа ректорска повелба за неговиот ангажман во мојот прв мандат. Професоре, ви честитам. Благодарам, доктор Петровски, ви честитам за признанието и со вас краток разговор. Вашето меѓународно искуство и работа во Норвешка придонесуваат за развојот на офталмологијата и научно-истражувачката дейност во Македонија, што представува наша гордост, бидејќи вие сте, како што кажавме, дека активен член на Укло мрежата. Што значи ова признание за вас? Видете, како најпрво да се заблагодарам на ректорот Игор Неделковски за доделувањето на оваа награда и на неговиот тип проректори и сите гости што се тука и студентите кои што ни се најдрагоцени. Сум добивал повеќе меѓународни награди, меѓутоа оваа награда ми е посебно драга, затоа што е од дома. Значи, нема друго место како дома. И тоа ме навраќа на сите оние постигнувања кои што се направени интернационално и кои се сепак резултат не само мој личен, него се резултат на сите соработници, сите оние колеги, студенти, професори, академски граѓани, национално и интернационално. Значи, таа соработка допринесе да стигнеме на ова ниво и да 3 години веќе соработуваме во Укло мрежата. Како оценувате улогата на Укло мрежата? Видите, Укло мрежата, таа ме донесе исто така до моите корени. Тоа е моето семејство. Морам да кажам дека тука и Стив Наумов, и Трифун Пановски, и Јосип Броз Тито, гимназијата, значи сите оние колеги, студенти, другари, пријатели, сите тие се на едно место. Укло мрежата е една платформа за соработка. Значи, таа е, како самото име што вели, мрежа, меѓутоа јас сакам тоа да наричам едно градење на мостови. Значи, ние градиме мостови не само во една професија, него се мултидисциплинарни мостови, тие кои што допренесуваат за иновации, за истражувања, да го подобрат образованието, да го подигнат нивото на нашето образование на наука. Знаете, во науката малите доприноси се тие кои што прават голема разлика, а во медицинските науки се тие кои што ги осеќаме, нели? Значи имаме нови достигнувања, нови терапии. А истовремено ме радува да слушам дека долу еден спрат под нас е бизнис заедницата. Значи таа врска преку мрежата, соработката меѓу студентите, академските граѓани и бизнис заедницата допринесуваат за нашето општество, заедницата, регионот и државата нормално да се развиваат. Докторе Петровски, нема да ви одземаме многу време, уште едно прашање, со оглед на тоа што денеска тука имаме и средношколци и студенти, а вие сте успешен во вашата професија, во вашата кариера. Која би била вашата порака до нив при изборот на нивната животна професија? На што да внимаваат, што да прават?
Па видите, кога јас бев во средно училиште, повеќето мислеа дека ќе бидам математичар, дека ќе бидам физичар, дека ќе бидам инженер. И на крајот испадна и да бидам инженер, па потоа и на медицина. Меѓутоа, видите, најважниот дел е да бидете храбри и амбициозни. Значи, да бидете со странство тоа што го работите, верни на тоа што го работите и да го истерате тоа до крај. Нели, да верувате во себе и да бидете лидери во тоа што го правите. И национално, а и интернационално. Да се поврзувате едни со други, да соработувате едни со други и да соработувате со академската, значи, фела и со индустријата што е наоколу во регионот и интернационално. Докторе, ви благодарам што бевте денеска заедно со нас и секако ви посакувам понатаму успешна кариера. Благодарам уште еднаш за награда. Заедно со нас е Иван Блажевски, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Добро проследување. Ги повикувам да ни се приклучат учениците од Средното општинско училиште, гимназија Јосип Броз Тито, Битола, членови на ученичката компанија Nextbot, кои во партнерство со Кредо, Центарот на УКЛА, ја развија иновативната алатка кариерен информатор и AI chatbot, наменети за кариерно насочување и информирање на идните студенти. Заедно со нас Јован Јацанковски, Ангела Талева, Димитри Гагачев, Бојана Георгиева, Андреја Тостоловски и Ива Треневска, кои работеа под менторство на професорката Фанија Наумовска. Здраво на сите!
Ќе започнеме со Ангела. На почеток, Ангела, од каде дојде идејата за да се направат вакви иновативни алатки и како се запативте со нивната изработка? Добар ден на сите. Ние добивме нашата идеја кога слушнавме за повикот кој го прави Junior Achievement Македонија секоја година. Тие се надпревари за најдобра ученичка кампанија. Ние на почеток почнавме да работиме со креирање на веб страни и AI чат-ботови. Тие се алатки кои помагаат на компаниите и на институциите на тој начин што преку AI чат-ботот можеме да стигнеме до каква била информација во кое било време, преку поставување на прашања. Исто така креираме веб страни. AI чат-ботовите најчесто се наоѓаат на веб страните. Нашата целна група на почетокот беа компаниите и сакаме да се промовираме кај нив, но свативме дека се уште немаме стекнато доверба кај истите и решивме да стапиме во соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски, да им направиме веб страна и кариерен информатор. Тоа представува тест кој може кој било ученик да го реши и да стигне до својата цел, односно да се определи на кој факултет може понатаму да оди во Медина. Андреј ќе ни појасни што овозможува ова дигитална алатка. Ние на универзитетот понудивме две алатки, од која едната е вебсайт по форма на кариерен информатор, на кој учениците можат да пополнат квиз од околу 30 прашања, според кој ќе добијат одговор, кој е факултет складен за нив според нивните амбиции и интереси. Исто така, чат-ботот кој го понудивме, тој олеснува работата и на универзитетот и на учениците, студентите, односно, кои имаат интерес и сакаат да поставуваат прашања во врска со универзитетот и факултетите. Тоа се овозможува така што се поставува прашање и се добива одговор, се намалува работата на членовите на универзитетот, не мора да одговараат мануелно на прашањата и најдоброт се што е достапен 24/7, 7 дена во неделата. Прашање за Јован. Дали при развивањето на алатката ги имавте во вид современите трендови или оние барања на младите до пристап до информации што ги користат или вашите врсници? Секако, при изработка на овие алатки, ние во пред имавме размислувањето и како ние и нашите врсници функционираме, а покрај тоа ние заклучивме дека со помош на овој AI чатбот кој ние го изработивме, нашите врсници и студентите ќе можат многу полесно да пристапат до секакви информации поврзани со универзитетот, така што не треба да трошат време, да трошат исто така енергија, да бараат и да поставуваат прашања на универзитетот. Исто така, кариерен информатор е нешто што го најдовме како решение на проблеми со кои ние се соочуваме моментално и нашите врсници, односно на нашите врсници кои се пред студентска возраст и треба добро да се запишат на факултет. Затоа ние изработивме квиз кој учениците по одговарање на квизот добиваат одговор со кој им представува решение и дава одговор за афинитетите кои учениците ги имаат. Со тоа секој ученик може да утврди која кариерна патека тој треба да ја превземе, кои афинитети ги има и на каде треба да се насочи повеќе. Добро, какви си сега реакциите од вашите соученици? Ја користат ли алатката? Знаат за неа, Ангела? Им ги покажавме алатките на нашите соученици и добивме многу позитивна реакција од нашите соученици, затоа што ова е нешто што до сега не било искористено и видено. Мислам дека ова е голем проблем со кој се соочуваме средношколците, особено гимназијалците. Каде понатаму? Што после средно? И ова алатка ни помага многу да се насочиме како понатаму би сакале да продолжиме. При изработката на алатката и самите ја испробавте, што кажа алатката за тебе, каде треба да се насочиш или што ти предложи? За мене кажа дека треба да се насочам на економски факултет и сосема се сложувам со одговорот. Добра. Се надевам дека и останатите исто така ја пробавте алатката и се согласувате. Им благодарам на овие прекрасни луѓе, да, можете да ги им благодарам на овие прекрасни млади
се вклучија во една ваква општествено одговорна иницијатива што ќе помогне на средношколците при изборот на едната професија. И морам само да кажам дека токму тие се и нови членови на клубот на амбасадори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола заради нивниот труд, заради она што го понудија на универзитетот и се надеваме дека соработката ќе продолжи понатаму. А новиот сегмент од нашата денешна програма го посветуваме на еден современ пристап во високото образование и истражување, 4-кратен хеликс, резултат на колективен успех на нашиот економски факултет во Прилеп. Професорите што се вклучени во активноста наскоро во координација со Центарот на УКЛО, концептот и суштината на пристапот детално ќе го споделат со сите високообразовни единици на нашиот универзитет. Денеска со нас, во својство на представник од поголема група академски кадри што го пилотира овој 4-кратен хеликс, е професор доктор Маријан Онјајски. Професоре, добре ве најдов, благодарам. На почетокот би сакал да изразам искрена благодарност до ректорот и до тимот проректори што ни овозможија на еден ваков убав настан да презентираме една позитивна активност која што ја реализиравме на Економскиот факултет во Прилеп, а која што представува еден колективен напор и посветеност како на менеджментот, така и на речиси целиот колектив од факултетот. Академската заедница и работодавачите, стопанските комори, деловните субјекти многу често дискутираат, разговараат, дебатираат за можностите за меѓусебна соработка и креирање на студиски програми кои што ќе бидат во функција на реализирање на активности поврзани со студиските програми, кои што ќе генерираат студиски програми кои што ќе бидат померка на работодавачите и на академската заедница од друга страна. Но она кое што како најголем предизвик се појавува е ваквите заклучоци на ваквите дебати, како да се операционализираат и да се применат во пракса. Она што ние на Економскиот факултет во Прилеп го направивме, е практично ваквата дискусија, прво ја сведовме на микрониво, односно дискусијата ја сведовме на ниво на предметни програми и резултати од учење во рамките на предметните програми за една студиска програма, а потоа во ваквите дискусии на овие две групи стейкхолдери кои што ги спомнав претходно, работодавачите и академската заедница, вклучивме уште две други групи стейкхолдери кои што се многу важни во ваквите процеси. Тоа се алумните кои што дипломирале на соодветната студиска програма и студентите од повисоките години на факултетот. Тоа беше нешто кое што еве како идеја го операционализиравме и го пилотиравме на Економскиот факултет во Прилеп. Сега како овој 4-кратен хеликс може да се применува во пракса? И како тоа ќе се постигне? Така, значи, она кое што јас и претходно го споменав, идејата беше да на едно место се вкрстат барањата од работодавачите, искуствата и компетенциите кои што ги поседува наставниот кадар, односно професорите од конкретна студиска програма, искуствата од алумните, како и очекувањата од студентите. И сето тоа да води кон еден нов квалитет, кој што практично ќе овозможи креирање студиски програми, кои што ќе бидат компетентни и кои што ќе продуцираат кадри студенти кои што ќе можат подобро да конкурираат на пазарот на труд. Практично во овој пристап ние вклучивме 3 столбови. Првиот столб се однесуваше на идентификување на можностите и модалитетите за соработка помеѓу бизнис заедницата и помеѓу академската заедница, и верувајте, добивме многу креативни идеи и решенија кои што би рекол ги надминуваат оние класични начини на реализирање практична настава од страна на студентите во деловните субјекти. Вториот столб се однесуваше на нотирање, идентификување и анализирање на излезните резултати од учењето, кои што се во студиските програми, во предметните програми, кои што ги направивме на 4 нивоа. Првото ниво беше работодавачите во своите огласи за вработување на познати репрезентативни портали, ги нотиравме барањата кои што тие конкретно ги
бараат од студентите на конкретниот профил. Потоа ги изанализиравме предметните програми во рамките на таа студиска програма од нашиот факултет, предметните програми од другите универзитети кои што се соодветни на профилот на програмата која што ја анализираме, и на крајот направивме анализа на студиски програми од европскиот високообразовен простор. Сите овие ги поделивме во два делови, на општи индикатори и специфични индикатори, општите кои што се однесуваат за сите студиски програми, а специфичните конкретно за профилот од таа студиска програма. Направивме анализа статистичка и ги подредивме овие индикатори со некој коефициент на важност, пошто добивме практично што е она што им е потребно на работодавачите од една страна, но и академската, да го задржиме академското ниво на знаење од друга страна. Третиот столб се базираше ова што може би го видовте, но и сега би одело како видео презентација од фотографии од она кој што го реализиравме како еден форум во кој што бевме поделени во 7 фокус групи, колку што практично постојат студиски програми на нашиот факултет, и во секоја фокус група имавме од сите овие 4 представници од овој 4-кратен хеликс: академска заедница, работодавачи, од делокругот на работа, алумни кои што дипломирале на студиската програма и студенти, и компетенција по компетенција ги разгледувавме резултатите кои што ги добивме од анкетното истражување од една страна, но и можеа да дават и други некои сугестии кои што се во функција на подобрување на ваквите студиски програми. Сега сосема за крај, може ли ова да стане стандард во македонското високо образование? Пристапот е доста флексибилен и би рекол скалабилен. Значи може да се прилагодува, може да се проширува, може да се модифицира и да се прилагоди во зависност од тоа дали треба да акредитираме стручни студии или пак академски студии, но и областа на студирање кој што е надвор од, да речиме, од она област за кој што ние го пилотиравме економија и бизнис на нашиот факултет. Да не забораваме една работа, дека ние како академска заедница имаме една многу поширока општествена одговорност. Идеите кои што ги генерираме, да ги споделиме со општествената заедница, со другите институции, со креаторите на политиките, со универзитетите, и она кое што како ние добра практика сме го уочиле, доколку и тие предпочитаат дека навистина тоа станува збор за една додадена вредност, можат слободно да го превземат, да го модифицираат, да го реплицираат и да го применат во пракса. Професоре, ви благодарам што одвоивте и вие време денеска да бидете заедно со нас и ова да го споделите со нашите гости. Ви благодарам. Иван Победа. Samba de sacada, si tu ya se
Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја слави и почитува извонредноста на студентите. Таа е круна на успехот, таа е дел од успехот на УКЛО и во оваа пригода круна на денешниот настан. Почитувани УКЛО и оваа година во партнерство со Амбасадата на Народна Република Кина ги наградува најдобрите студенти од прв циклус студии во 3 категории. Станува збор за еднократни парични награди за академската 2025-2026 година на 40 студенти на УКЛО по повод достигнувањето на студентите во рамките на студирањето на УКЛО, за нивната извонредност, изразена преку академскиот успех, висок просечен успех во студирањето, вклученост во воннаставни и колорс активности и други академски постигнувања. Рангирањето го спроведе комисија во состав професор доктор Светлана Николовска, проректор за студентски работи, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, директор на Кредо центарот, професор доктор Цветко Андреевски, проректор за настава, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски раководител на УКЛО Колорс, Антонио Петковски, председател на Универзитетското студентско собрание и Јована Мојанчевска, студентска правобранителка на УКЛО. Да кажеме дека контактите од нашите извонредни студенти ќе бидат споделени со бизнис заедницата и пријателите на УКЛО за унапредување на воспоставените релации меѓу академијата и образованието. И сега да започнеме со доделување на наградите. Започнуваме со првата категорија студентска извонредност. Се доделуваат 15 награди по 8.000 денари за постигнат успех и ангажираност во активностите на УКЛО. Ги представуваме и воедно ги поканувам да ни се придружат Нико Доаган од Економскиот факултет во Прилеп, Марија Сервини од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, Марија Митревска од Техничкиот факултет во Битола, Сара Цветановска од Факултетот за туризам и гостителство, Борис Бушевски од Техничкиот факултет во Битола, Евгенија Очатвиевска од Економскиот факултет Прилеп, Елена Дичевска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, Огнен Евгенија Талевска исто така од ФИК и Огнен Николовски исто така од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, Ана Анастасова од Педагошкиот факултет, Викторија Врдаровска од Правниот факултет Кичево, Михаила Атанасовска од Факултетот за биотехнички науки, Ивана Дронова од Факултетот за безбедност, Емилија Христовска од Технолошко-техничкиот факултет во Велес и Ирена Лауновска од Високата медицинска школа во Битола. Ја поканувам на почеток проректорката за студентски работи, професор доктор Светлана Николовска, да ги врачи пристанијата. Повелете, проректорке. Благодарам. Како надлежна проректорка за студентски работи, како вие ги оценувате трудот и успехот на нашите студенти во категоријата извонредност? И која е вашата порака до нив? Со тоа што наградивме 15 студенти, се гледа дека имаме стварно извонредни студенти, но тука треба да кажеме дека имавме категоризација, односно врз основа на најдобро постигнатите успеси кои што се во оваа категорија, значи имаше и многу повеќе поднесени апликации, но сепак тоа е бројот на наградите. Ова на некој начин треба да ги потикне нашите студенти на сите единици на нашиот универзитет, дека се повеќе својот младешки елан, желбата за учење, потикнати од своите професори, сето тоа да го вадат на површина, да биде видливо, а ние тоа да го цениме, оценуваме и наградуваме. Ви благодарам. Благодарам. А ние продолжуваме со втората категорија највисок успех во студирањето. Заделуваат 11 награди по 8.000 денари според критериумот највисок просечен успех во студирањето, номинирани од единиците на УКЛО. Денеска ќе ми се приклучат 9 од наградените. Ви ги представувам студентите пример за извонредност и труд во својата област. И поканувам Ива Алампиовска од Економскиот факултет во Прилеп, Марија Наумовска од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, Ангела Дуковска од Педагошкиот факултет во Битола, Мартина Силјановска од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола, Ива Котеска од Техничкиот факултет во Битола, Мартина Велјановска од Правниот факултет Кичево,
Стефанија Михајловска од Технолошко-техничкиот факултет Велес, Илијана Гоциева од Факултетот за биотехнички науки и Јасна Младеновска од Факултетот за безбедност во Скопје. Го повикувам проректорот за настава, професор доктор Цветко Андреевски, да ги врачи признанијата. Проректор, повелете. Ви благодарам и ви честитам за наградите. Проректоре и со вас накратко. Како проректор за настава на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, природно е дека за највисокиот успех во студирањето вам треба да ви се обратиме, вие да ја дадете вашата оценка. Со новините што се внесуваат, Универзитетот има возможнува на своите студенти да бидат рамо до рамо со своите европски колеги. Да, се разбира. Ние правиме се што можеме да направиме за да привлечеме што подобри студенти да останат на нашите единици, на нашиот универзитет, да постигнат најдобри резултати. Меѓутоа, во оваа прилика би сакал да се осврнам на 3 карактеристики кои што ги имаат овие студенти и тоа на некој начин да е стимул и за другите студенти да го следат нивниот пат. Трите карактеристики што ги имаат овие студенти се посветеност, капацитет и истрајност. Најчесто уште пред да дојдат на нашиот универзитет, тие имаат визија што би сакале да студирате, на која единица би се запишале. Она што е уште поважно е одлуката што ја носат да го дадат најдоброто од себе во студиите, за да го постигнат најдобриот резултат. Но се разбира, самата одлука не е доволна, како и во математиката тоа е потребен, но не е доволен услов. Тие го имаат капацитетот за да го постигнат резултатот што го постигнуваат. Многу често тие континуирано го учат она што треба да го научат, но во одредени ситуации треба во краток период да добијат, да стекнат големо знаење и тие го имаат тој капацитет за да го стекнат тоа знаење. И третата нивна карактеристика е истрајноста. Висок успех не се стекнува ако имате висока оценка по 1, по 2 или по 5 предмети. Треба континуирано по сите предмети да имате високи резултати за и просечната оценка да биде висока. Уште еднаш им честитам на овие студенти. Тие се еднината не само на нашиот универзитет, не само како наши алумнисти, тие се еднината на институциите и компаниите кај што ќе работат. Благодарам. Ви благодарам. Додолувањето на наградите го заокружуваме со третата категорија трудови на студентската конференција на УДО. Се доделува 15 награди по 8.000 денари за изработен труд под менторство на Универзитетската студентска конференција што се одржа во декември 2025 година. Ги повикувам Димитар Атанасовски од Педагошкиот факултет кој што изработен труд под менторство на Елена Шалевска. Теодора Звездаковска од Високата медицинска школа од Битола под менторство на Ангелка Јанкуловска. Под менторство на Ангелка Јанкуловска уште еден труд Самира Речеповска од Високата медицинска школа, Марија Талевска исто така од Високата медицинска школа под менторство на Денис Арсовски. Заеднички труд Иле Калиновски, Ивона Ристеска, Александар Наумовски, студенти на ветеринарниот факултет работеа под менторство на Петар Лодовски. Марија Спасевска, Александар Талевски, исто така од ветеринарниот факултет работеа труд под менторство на Панче Дамески. Кристијан Саламовски од ветеринарниот факултет под менторство на Наташа Петровска. Ирина Јовановска од правниот факултет Кичево под менторство на Благој Неговски. Ангелина Богосавлjević од правниот факултет Кичево под менторство на Никола Тутевски. Изабела Гаврилова од факултетот за безбедност во Скопје работеше труд под менторство на Марина Малиш Саздовска. Надежда Николовска Филиповска од Педагошкиот факултет од Битола под менторство на Силвана Колевска-Нешковска, потоа Ева Нешковска исто така од Педагошкиот факултет работеше под менторство на професорката Виолета Јанушева. Андреја Вушковска од Педагошкиот факултет под менторство на професорката Валентина Булевска. Антонила Нумовска, Ангела Петрова, Марија Михајловска и Андреј Тошевски од факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битол работеа под менторство на професорката Наташа Табаковска и Кристина Вишковска, Маријана Рушевска од Институтот за тутун од Прилеп под менторство на Валентина Пеливанова и Силвана Пашовска. Го поканувам проректорот Јове Димитрија Талевски да ги додели признанијата. Ви благодарам на сите, ви честитам за наградата, да кажем само дека сите наградени студенти добиваат и ваучери од Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола за бесплатно членство.
Проректоре, вие седнахте, ми тоа ќе ве поканам и се придружите. Талевски, вие сте проректор за финанси и развој на УКЛО, но истовремено остварувате уште една значајна улога, раководител сте на УКЛО Колорс, а токму благодарение на Алијансата Колорс, студентската конференција доби меѓународен предзнак. Што значи Колорс за УКЛО и за нашите студенти? Благодарам за прашањето. Бидејќи денес е 15 години од УКЛО ФМ, и јас сакам да ви поставам едно прашање. Повелете. Дали во екипата на УКЛО ФМ може да се пријават и сениори професори? Можат слободно. Поканата е отворена за сите. Веднаш се пријавувам веднаш. Она што го карактеризира Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола е тоа што е отворено за сите без разлика на возраста и без оглед на тоа дали се основци, средношколци, студенти. Значи, слободно можете да ми се приклучите на типот. Ви благодарам. Алијансата на универзитети со акронимот Колорс, која всушност е Алијанса на иновативни, колаборативни, одржливи регионални универзитети, представува еден прозорец кон Европа и кон светот и за нашиот УКЛО и за нашите студенти. Кои се најголемите достигнувања на ова алијанса? Најголемите достигнувања кои што се најинтересни и најактуелни за студентите, тоа е можноста за истовремено паралелно студирање и на нашиот УКЛО и на еден од европските универзитети, што значи паралелно студирање и добивање на двојна диплома. Покрај ова има уште многу други можности за студентите кои што всушност се во центарот на алијансата и во жижата на настаните. Бидејќи покрај тоа што алијансата нуди можности за студентите, исто така таа представува еден огромен конгломерат каде што се, значи ние како нашите студенти сме дел од околу 130.000 студенти, а исто така 12.500 професори и положен кадар и така натаму. Прво, можноста, прозорецот кон светот кој што го нарековме, тоа е да има комуникација помеѓу сите факултети, сите универзитети и сите студенти. Непречена комуникација. Во изминативе 2 години се воспостави инфраструктурата на Колорс алијансата, комуникациите и сите други структури кои што се потребни. Сега втората фаза која што треба, значи имплементација на сите активности. Веќе имаме добри примери од неколку наши факултети кои што подпиша договори со универзитети и со факултети од алијансата за втор циклус на студии, заедничка програма која што ќе се изведува наставата и кај нас и во еден од универзитетите кои што се од алијансата. Да не должам многу, само сакам да кажам неколку зборови за почетоците на алијансата Колорс, а тоа е во 2022 година, ноември месец некаде, каде што со тогашната раководителка на Колорс координаторка и сегашна академска раководителка професорката Рената Петровска-Нечковска и со нашиот ректор професорот Игор Неделковски ја поставивме апликацијата за Колорс, која што тогаш за нас беше една представуваше на голема непозната, меѓутоа еве стигнавме до тоа што сме денес и да не заборавам, значи студентите се во центарот, а целиот раководен тим на Колорс, значи постојано ги следи студентите, ги насочува, ги координира, ги информира, а еве и ги наградува како што денес тоа се случи за учеството на меѓународната конференција. Проректоре, ви благодарам. Благодарам. Во нашиот отворен ден председателот на Универзитетското студентско собрание на УКЛО Антонио Ветковски, студент на Техничкиот факултет во Битола, и студентската правобранителка Јована Мојанчевска, студентка на Правниот факултет. Накратко изомив, нели мораме од името на студентите да ги слушнеме нивните гласови. Антонио, проректорот зборуваше за УКЛО Колорс, па еве и за обата, и за тебе, и за Јована прашањето.
Што значи да си студент на УКЛО како дел од Европската универзитетска алијанса Колорс? Да се биде дел од Колорс алијансата е од големо значење за сите студенти, бидејќи без разлика на оддалеченоста на студентите од сите членки на алијансата, се докажува дека ние делиме заеднички цели и делиме заеднички искуства како студенти. Јована? Јас сум да додам само дека да се студент на УКЛО значи пред се да имаш отворена врата кон цела Европа, токму затоа што ние не учиме само од книги, туку учиме од искуства и можности кои што ни ги отварат вратите кон целиот свет. Денеска врачивме 40 награди за наши студенти, за УКЛО Колор студенти, за нивната изворедност. Колку се ваквите награди мотивирачки за студентите? Нормално дека се мотивирачки, пред се тие не се само награди и признанија, туку тие се доказ дека трудот секогаш се сплатува, а исто така секој би одел чекот понапред, кога знае дека универзитетот стои за него. Јована, за тебе уште едно прашање, истото ќе биде и за Антонио. Која ќе биде вашата порака до средношколците, кои ги очекуваме како идни студенти на УКЛО Колорс? Порака. Секогаш изберете место каде што ќе бидете активни чинители на вашата иднина, а нема да бидете само пасивни слушатели од предавалните. Антонио, како председател на УСС? Да се биде студент не значи само одржување на студентските офарски, иако тоа е на прво место. Исто од големо значење е да се учествува и во активностите кои ги нуди универзитетот, универзитетското собрание и факултетските студентски собранија, бидејќи преку учество во тие активности идните студенти ќе имат можности да запознаат многу контакти кои ќе им овозможат да се развијат на личен и професионален начин. Ви благодарам и ви задржам уште малку да останете заедно со нас. Благодарност упатуваме и до амбасадата на Народна република Кина за воспоставената соработка и до нацијата со која се наградуваат нашите студенти. Ја поканувам нејзината екселенција, господјата амбасадор на Народна република Кина во Република Северна Македонија, господјата Џијан Сјаојен, да ја прими до А сега го поканувам и ректорот Игор Неделковски, заедно со амбасадорката да го подпишат и новиот договор со кој продолжува поддршката на студенти на УКЛО со посебен фокус на најталентираните и оние со успешни постигнувања и висок професионален ангажман. Значи наградите и за година ви се обезбедени, седнете, учете и бидете активни за да бидете наградени. Today's event, I'm so impressed by the outstanding students and the ambassador scholarship we've been providing for the university for the past several years is a testament of the sincere friendship and good wish from the Chinese embassy and from my country to our sister city of Ningbo, city of Bitola, and the wonderful university. We will continue to support because we always believe that investing in the youth, investing in education is investing in the future. And I wish a good health, good fortune for the outstanding students who have won the award. I believe they will have a bright future, so as the relationship between our two countries, and so as the future of this great nation. Thank you. Амбасадор, почитувани, ова беше првиот дел од отворениот ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Приказната за УКЛО ФМ и за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја продолжуваме на првиот кат, каде ќе проследиме приказната за кариерните можности на УКЛО. Сајмот е подготвен од нашите единици, регионалната стопанска комора на Пелагонија и Преспа, невладиниот сектор и локалните самоуправи во координација со Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на УКЛО. Ве покануваме да го разгледате сајмот, кажа веќе на спратот подолу. Ќе го замолам Иван да не почести со уште една музичка numera. Ви благодарам.
Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Гледам во тебе, како единствен лек, а во главава хаос, во душа валом. Окради ми, грми, ти кажали, а од очи ми врне, ти јави, што ти се случи, променета си, свежа ко пролет, не си истата ти. И уште си мој, неповторлив сон, уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали, ти спомнали. Вози ме душо во спротивен смер, ти си ми срекна, ич не е фер. Јас бев со тебе, припитомен звер, а сега сум никој, па ич не е фер. Вчера те видов, после цел еден век, поминав кришу пред твојот дом. Во главава хаос, во душа валом. И уште си мој, неповторлив сон, ти уште си една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали. Ти беше мојот неповторлив сон, ти беше една во милион. И како заинат поубава си, се смејам па плачам, ти спомнали, ти спомнали. Укло ФМ Битола, април 2026 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk